Ние според нашите анализи што ги правиме, во овие 4 години 200 биле сменети. Сега сите тие 230 луѓе од просек од 1000 марки плата месечно примаа по 1000, а ништо да не работат. Значи уште дополнително една година беа на туџет. Сега ние таа панажа ќе ја сведеме од 12 на 300 до 3 месеци. Трет момент кој што сакам еве сега наодговор можам да кажам дека се тие така наречени фискални каси. Тие граѓаните на Република Македонија една од тие мерки што ќе ја како што реков од краткорочна природа, сите тие фискални каси. А оние што ги имаат купено, парите ќе им бидат вратени. Од едноставна причина што буџетот месечна сума од 10 милиони евра, тие фискални каси за да се покријат потребите на сите тие околу 70 трговци. Таа е смешна сума за еден буџет, а ако слика само да направиме на компарација, буџетот на партија според податоци што ги добивме за овие избори изнесува 80 милиона. Сега споредете таа сума за фискални каси и тоа е украдење на овој народ. Значи таа е една смешна сума за држава 10 милиони евра. Значи сите тие фискални каси ќе ми дадеме без што ги имаат купено, парите ќе им бидат вратени. Таа краткорочна природа што ќе биде доколку да дадеме носители за највисоки државни функции, тврдам дека сите тие наши функционери ќе останат и понатаму да живеат, а не во тие раскошни вили на водно, бидејќи функционери мора да ја делат судбината на својот народ. Не знаеме сега како гледат на граѓаните, а од друга страна имаме највисоките наши држави живеат во најраскошни вили на кои што може да им и побогатите западни земји. И сега ова символично значење ќе има и одреден економски ефект. Сите на водно немаме намера да ги издадеме на граѓаните сега што не гледат, верувам дека знаат во Скопје на тие странски дипломатски представништва се издава до 30.000 марки во Скопје. Толкова е пазарната цена. Не вели имаме намера да ги издадеме и сите тие сега средства, што краткорочни мерки, од продажбата на автомобилите, од намалување на акцизата, од измовили, тоа е еден посебен фонд, чија имаме намера во старт да изградиме 2 нови студентски дома, дом за згрижување на все бездомници. Значи тие се така едни мерки од краткорочна природа кои се набројувам сите бидејќи немаме доволно време, а што се долгорочна природа, кои што всушност треба да ја донесат просперитет. Пак во кратки црти ќе спомнам неколку моменти. Образованието, нашите анализи што ги правивме, кажуваат дека Македонија може да го поднесе тој финансиски товар на бесплатно образование. Знаеме дека образованието веќе фактички станува да се школуваат луѓе кои што се материјално подобро ситуирани, останатите граѓани тоа станува мислена именка. Македонија може да се го дозволи тој луксус на бесплатно образование. Мислите на средното или на основно средното? Сега во делот на социјалата имаме запишано една редица мерки кои што граѓаните читат, каде што имаме сериозна намера да направиме држава во вистинска смисла на зборот, а не држава на Македонија денеска фактички е држава на социјални ситуација кога се околу 70.000 семејства на социјална помош, а најмалку тие 80-90% од луѓето се работоспособни. Сите тие манипулации бидејќи власта намерно со тие социјални случаи бидејќи ноторно тоа можете најлесно да манипулирате ако се економски зависни. Сите тие надоместоци што се дават како социјални се најгруба манипулација со луѓето. Се гази достоинство. Значи да направиме држава во социјална смисла на зборот и кој што ќе на оние луѓе кои што вистински имаат потреба од тоа. Трет сегмент каде што нудиме земјоделието. Ние сега гледаме какви се баш оваа единица, каде што јас сум носител од Струмица до Прилеп и крај. Луѓето претежно се занимаваат со земјоделска дејност. Тука за жал сите во земјоделието не се резултат на некои причини, најелементарни непогоди и слично, туку се резултат на човечка вина, на човечки фактор. Овие наши се единствено залудени од таа лична желба за моќ и не гледаат и немаат никаква визија. Води најповеќе до нивниот джеб. Немаат изградена соодветна стратегија за развој на земјоделието. Понудиме редица мерки кои што ќе овозможат вистинска валорија кој човек, бидејќи пантно и невкусно звучи обраќањето при сите тие негови обраќања и таа структура што гледаме, вие ако ги внимателно ги следите ќе видите 5 до 10 пати се повикуваат на Господ. Сега како може да едно од основните канонски правила запишани сите и во Библијата е дека секој треба да живее од својата зарада. И сега вие имате една структура на луѓе кои што го краде и лаже својот народ, се повикува на Господ. Тоа се мислам едни прочитани дека повеќе нема да палат кој овој народ и ние имаме тие состојби да ги сосечеме од корен. Вие сте носител, ќе повторам за изборната единица што влегува и Валандово. Колку и познавате локалните проблеми во Валандово на пример? Можам да едно добро ги познавам состојбите во Валандово. Ова сега можам да кажем од што јас тука престојав пред едно 15 да кажем се споредувајќи ги состојбите од денешен аспект, кажам дека состојбите се катастрофални. Или по-конкретно очекуваат валандовчани ако парламентот на што можат да кој е планот за Валандово? Сега, моје лично мислење
ова општина може повторно да заживее додека од нова општина повторно биде тој гигант Анска река од тие претходни години. Не гледаме за жал каква е состојбата со тој комбинат и тоа не пак ќе кажам на тие објективни некои околности на тој човечки фактор. Јас кажав, работе во една таква служба што има за заштита од потешки облици на организиран криминал. Кажам за Анска река да е една посебна приказна, но така да се каже народски, што за Анска река ние се знаеме. Знаеме постојатите документи, него тие документи во кабинетот на министерот. Некако работите добро тргнаа во таа насока за расчистување на тој криминал. Натален налог на премиерот кога го даде пред 2 години, наместо да се расчистува со криминалот, тие фирми како извор на средства за партијата ВМРО. И сега проблемот за Анска река можам да многу лесен, може да се реши за 24 сати, има желба, волја и пред се луѓе кои што сакаат да го направат. Имате трагична ситуација, директори кои што беа во денеска да бидат таму кај што предвидува кривичниот закон, еден куп привилегии. Но она што на вработените во Анска река е решлив и може да се реши за 24 часа. И тоа можам во секој време да се сретнам со тие луѓе и да ме кажам таа проблем, бидејќи сега времето не им дозволува многу и тоа со аргументи, со факти и со документи. Или освен Анска река во Ландово имаше на инфекција, да кажеме Ватекс. Па вие денес гледате село, да кажеме така, буквално од обични конфекцијски погони, а ова затворен, тоа е за мене непоимливо. Но вистината треба да се пара пак како таа криминална структура што владата, таа исто така се проектираше на локално ниво. Може да забележите македонските градови се окупирани. Во сите групи од 3/4 од комитетот, кај што без нивно минување не една одлука. Тоа фактички веќе не се групи, да сведеме, тоа се класични банди кои што ги тероризираат граѓаните по општини. И сега и се случајот и Ватекс може да се рестартира со волја. Вие имавте ситуација само да видат кој беше носен тука да го спасува Ватекс. Еден пратеник кој што цел живот знае само за швед. Меѓутоа сепак пратеник е. А сега пратува, али тоа кажува една друга работа. Вие сега нови локални, да кажеме, личности кои што ги држат сите конци, таа последна ноторна вистина, видите и луѓето со кои се колку им вреди мозокот. Дали ако влезето ќе сакате да се што го предложи господинот Даневски на претениците така, или ќе сакате не вака како што е? Имавме една смешна ситуација кога овие жестоко ја критикуваат актуелна власт, од друга страна закон кој што им носи огромни привилегии. Во случај кога, како што кажав, знаеме сите како ново прашање јас ви кажав дека нашите функционери доколку дојдеме во позадеме личности за највисоки државни функции нема да одат во раскош, ќе живеат во своите домови и ќе делат судбината на овој народ. И со тоа безмислено е да се коментира таа мерка за Даневски, тој уште првиот ден. Пак би се вратил на една хипотеза. Претпоставуваме дека ќе влезете во. Ќе се ревидира ли по вас рамковниот Охридскиот договор? Рамковниот договор е еден срамен Македонија. Тој е едно финале на таа капитуланска политика што е водеше Македонија. Зошто го велам ова? Рамковниот договор ние сме свесни дека веќе неговите стана дел од уставот. Уставот се измени и тие рамковниот договор сега се стана дел од уставот. Ние сме свесни веќе дека уставот, бидејќи овие наши политички дилетанти вметната на одредба во тој рамковен договор, пријата на измена на уставот и сега таму стои дека уставот може да чуи ако гласат половината од пратениците кои што заедниците кои што се малку во оваа држава. Или што за го промените сега вие македонскиот устав треба половина албанци да дигнат 2 прста. Што е незамисливо. Уставот веќе како што е скроен е незамисливо. Сега што ние ќе направиме за да ги амортизираме тие од тој рамковен договор? Ние паралелно со нашата на национална стратегија. Таа стратегија се состои од 10 принципи, со тие 10 принципи имаме намера да го тој рамковен договор. Сега што значат тие 10 принципи? Таа граница во која што ќе можат да делуваат политичките партии, принципи ќе не може да се помине. Всушност принципи се таа рамка во која што сите ние како политички партии пробуваме да се расправаме на политички, економски, социјални, на културни, а над тие принципи ќе не може да се помине. Принципи треба да го обезбедат тој територијален интегритет и суверенитет. Што значи со тие 10 принципи ќе настојуваме да ги надминеме тие неповолни одредби од тој рамковен договор. Може да го направиме само доколку дојдеме во позиција да практикуваме не укажа доверба на изборите што следат. Господине, додека се смени оваа власт, ако се смени, во Тетово и во Гостивар се помалку сега со македонска, кои што се македонци. Сметате ли дека што се менува таму ќе има за кого да се смени, бидејќи сте се помалку во тие два града и впрочем не оствари нивната замисла. Добија етнички чисти територии. Сега ние свесни сме дека тие албански структури сонуваат
за таа голема Албанија, за таа нивна идеја. И сега тука не е ништо спорно. Луѓето сонуваат за таа идеја, прават, војуваат територии и како што видовме дигнаа восстание и ја победија Македонија. Сакали ние да признаеме или не. Сега проблемот не е тука, проблемот е страна. Проблемот е тоа што моментално најистакнати наши двајца политички репрезенти во владата се дел од тоа сценарио Македонија. Како што кажав некаде крајот на 2005 година. Тоа сценарио сега многу успешно се спроведе и не е точно дека македонската влада и македонските органи не можат да го гарантираат интегритет и суверенитет на целата земја. Доколку македонците најодговорно тврдам, уште утре може да ги врати сите тие луѓе во своите домови. Тоа е едносмислено сценарио за нивно за што безболно реализирање на тоа сценарио, односно тоа е на кажав треба да се реализира за околу некаде крајот на 2000. Ако е така, не ли беше поедноставна тезата на Ефремов, кој што предложи замена на територии? Тезата беше само едно испитување на пулсот на народот, да се види реакцијата на овој како ќе реагира. Инаку таа не беше случајно пуштена теза на и беше со тоа да постигне тој спорадич или таа реакција на народот. Деновиве сме сведоци дека доста од команданти на ООН се веќе за решетки. Односно Европската заедница Америка и Федерација решија да ја спроведат правдата онака како што ние посекуваме. Сега јас не би се сложил со вашата констатација, него би кажал дека тие команданти не се во задрешки, него после 15 септември ќе видат во македонскиот парламент, ќе видат пратеници. Кажаме како на голема врата се чука овие наши патриоти пишани црвени, бели, не знам какви потерници и дека ќе бидат обсени приведени, а после 15 септември еден дел од тие кои што ние имавме едно досија како разузнавање, како ваше во студио може слободно да кажам, за жал за овој народ од политичката неукост и на почетокот на емисијата, јас тие команданти наскоро постав дел од македонскиот парламент. Спомнавте многу работи што сметаме дека владата во овие 4 години сега веќе еден период завршуваат влада кога може да се направи една ретроспектива работеле како работеле. Дали мислите дека не направија ништо добро? Така се, ако направија нешто убаво, ако работи одеа во насока за доброто на воопшто потреба да правиме политичка партија. Јас кажав, ние луѓето Движење за Македонија сите бевме со прекрасни занимања. И ако за доброто на оваа држава, ако Македонија денеска беше стабилна, демократска, сите ние ќе си седевме на нашите работни места, како што кажав, со високи привилегии, плати за македонски прилики и воопшто немаше потреба да ја правиме партијата. Но нашата реалност е многу сурова и во таа насока. И ние правиме нешто за доброто на оваа држава, за себе и за своите фамилии, бидејќи ние и нејата своја лична и на своите фамилии ја гледаме во оваа држава. Кажам дека половината од македонските министри во моментов веќе имаат војни државни пасоши и имаат резервни татковини. И ако дојдеме ние да практикуваме власт, со мерките што имаме намера да ги преземеме, половината од тие министри уште првиот ден ќе по други земји. Бидејќи не спомнав прегас во делот на зачуване економски политички амбиент, јас сега најодговорно тврдам пред граѓаните на колку ние дојдеме да практикуваме власт. Во првите 30 дена од нашето владење во куќен притвор. Бидејќи сега ние за тие 24 луѓе веќе имаме документиран материјал, кажано со политички речник, документиран материјал со конкретни аргументи, факти и докази. Сите тие документи, таа папка имаме намера сега во периодот што следи президентот на Република Македонија. Имаме 24 луѓе кои што за жал се мојки државни функции во државата. И ние имаме сериозна намера тие 24 луѓе во тие 30 дена ќе бидат ангажирани сите државни инспекции од Министерството за финансии, од Управата за јавни приходи, ќе ги испитат сите тие работи, ќе ме дадеме, а доколку луѓето излезат чисти, ќе си продолжат со своите граѓански привилегии.